Веројатно тоа е битно прашање да се одговори. Секој еден клиент би сакал да знае па не само од финансиски аспект, туку и од аспект на инвестициски, како изгледа тоа, кои се шансите да се подобри ситуацијата, дали има надеж, ако има надеж, што да се очекува. Многу битен, еден многу битен договор кој што психологот го прави со клиентот, тоа е да се сретнеме на пола пат, односно да видиме дали сме блиску со очекувањата и она што е расположливо од било какви алатки за подобрување на таа состојба. Зборам за психолошки алатки, третмани, психотераписки гранки и така натаму. Знаете, имате клиенти кои што очекувањата им се преголеми. Она што е проблем е ако тоа што е на располагање во никој случај не може да се спореди со очекувањето на самиот клиент кој што доаѓа кај психолог, може би е многу побитно да се прекине таа релација и тој воопшто да не се почнува тој психотерапевски процес, затоа што клиентот ќе доживее неуспех. Што тоа значи? Ако целта на клиентот е една сеанса во која што ќе добие насока на, како да кажаме, еден мотивацијски говор од 2 минути кој што ќе му го промени животот за секогаш, а во позадина, да не речам, може има една многу поголема потешкотија од психолошки карактер, заглавувал по институции, во психијатрија, во различни институции кои што работат со многу потешки психопатолошки форми, таков говор на мотивацијски говор едноставно е многу далеку да постигне било какви резултати за такви драстични промени. Тоа значи дека клиентот во себе има очекувања кои што се осудени на неуспех. И онда ако веќе вие како психолог, ние како психолози, ако се посегнеме да ги задоволиме тие потреби, иницијални цели кои што психологот ги поставил, ние ќе завршиме исцрпени во процесот, а тој се уште ќе биде незадоволен и целиот процес ќе биде неуспех. Затоа е многу битно да се постават едни заеднички очекувања. Многу е битно да се изнуди, односно да се извади информацијата од клиентот што тој очекува да направи од целата ситуација и што очекува да постигне. Другиот аспект е оној аспект во кој што клиентот не доаѓа да ја подобри ситуацијата, тој доаѓа да се утеши и да го регулира стресот кој што веќе станал преголем и презахтевен и премногу дисфункционален. Тоа значи дека на него му треба само функционалност, не му треба поправање, не му треба решение на самата проблема, му треба само да може да продолжи со денот ефективно и онда таквите клиенти најчесто процесов за нив трае најдолго. Таквите клиенти ги викаме клиенти на ниво на игра, тие доаѓаат само за оној иницијален момент на поврзување, за тапкање по рамо, за утеха, се ќе биде во ред, те разбирам, за едно сочувство, меѓутоа решението на проблемот во моментот кога ќе се тргне страданието, се трга и мотивацијата да се реши истиот проблем и тие таквите терапевски процеси траат, па да не речам, можат и децении. Доколку имаме и клиенти кои што се дојдени на ниво на одлука, тие не се дојдени да го се утешат, тие се дојдени да долготрајно решат еден проблем, тие се оние што се најпрагматични и најмногу ги следат до детал инструкциите и насоки од психологот и кај нив терапевскиот процес трае најкратко, односно под неколку сеанси.